како што веќе знаете, минатиот пат започнавме едно проучување, заедничко проучување, кој што се базира на Прва Петрова. Тоа е едно послание во Новиот Завет и всушност ова е едно надодавање на нешто што претходно го зборувавме, а тоа е што всушност значи да се живее вера во еден реален контекст, што всушност значи да се живее вера таму каде што се наоѓаш. Значи не ние да создаваме во тој смисол контексти кои што ќе бидат изолирани и надвор од културата. Зборувавме за тоа, изборувавме што некои теолози и социолози зборуваат како Ричард Нибур. Значи не сакаме да се изолираме, не сакаме да бидеме гето христијани, туку напротив сакаме да бидеме христијани кои што ќе го живеат тоа што Бог го бара од нив и ќе живеат со Бог каде и да се наоѓаат. И само една мала рекапитулација на претходната недела. Суштинското нешто е следново, дека според Прва Петрова, оно што можевме да го видиме во Прва Петрова, ние ако можам да го наречам апелот на апостол Петар, значи не е да се живее гетоизиран христијански живот, туку да се живее живот реален таму каде што ние се наоѓаме. И дека таа метафора на новото раѓање, кој што всушност се наоѓа уште во третиот стих, значи дека ние не одиме некаде на страна па таму се раѓаме, туку дека едноставно се раѓаме таму каде што сме, таму каде што животот нас не затекнува, таму каде што евангелието нас не пронаоѓа, Бог не пронаоѓа и ние го пронаоѓаме Бога. И од таму продолжуваме со нешто кое што верувам дека е исклучително важно. Ова што ќе зборуваме оваа вечер е исклучително важно заради тоа што многу лесно и многу често секој ден од нас може да потпадне во една ваква ситуација. А тоа е ситуација на дисфункционална вера. Многу често помеѓу христијаните може да се слушне некоја црно-бела слика во смисол или имаш вера или немаш вера. Ама сметам дека животот нас не упатува, животот да нас не учи дека понекогаш работите не се толку црно-бели. И дека понекогаш вера во мојот и во твојот живот може да постои, ама во исто време таа вера може да биде дисфункционална. Односно, да употребаме еден македонски збор, таа вера не е всушност делотворна. Не е делотворна. Не твори дела. Нема исход во реалниот живот. И токму таквата дела на неколку места во Библијата, во Новиот Завет, таквата вера која што се базира само на верување и тоа на некакво абстрактно верување, таквата вера е окарактеризирана како неделотворна. Вера која што едноставно нема исход, нема вредност во светот и нема вредност за Бога. Затоа што веројатно тоа се некои, не знам, збирка на некакви теореми или постулати за Бога кои што никаква врска немаат со мојот и со твојот реален живот. И така еден од апостолите, тоа Јаков, ќе праша, па добро, таква вера всушност имаат и демоните, оние кои што се противници Божи. Значи знаат кој е Бог и апсолутно тоа нема никаква врска со тоа нивно делување. Значи денеска сакам да зборувам токму за тоа, за нешто кое што, па ќе кажам, не е за некој надвор од оваа сала, туку е за секој еден од нас овде собран. Да проведеме време, да видиме, да се себе испитаме, дали можеби сме влегле во една фаза која што трае можеби кус временски период или можеби долгорочно трае во нашиот живот, или можеби ние не знаеме за никакво друго христијанство освен за вакво, а тоа е за христијанство чија што вера е неделотворна. Ќе прочитам од ова послание, од посланието на апостол Петар, и ќе читам од 8 до 17 стих. Значи, прво послание на апостол Петар, 3 глава, од 8 до 17 стих. А најпосле бидете сите еднодушни, сочувствителни, братолюбиви, милосрдни, дружелюбиви, понизни. Не враќајте зло за зло или навреда за навреда, туку напротив, благословувајте, знаејќи дека за тоа сте повикани, за да наследите благослов. Зашто кој го сака животот и сака да види добри денови, нека го пази јазикот свој од зло и устните негови да не зборуваат лаги. Нека одбегнува зло и нека прави добро, нека бара мир и нека се стреми кон него. Бидејќи очите на Господ се вперени кон праведните и ушите негови кон нивните молитви, а лицето Господово е против оние кои прават зло, за да ги истреби од земјата.
И кој ќе ви направи зло ако правите добро. Но ако страдате за правда, блажени сте. Не плашете се од она од што тие се плашат и не бојте се. Туку Господ Бог, почитувајте го во срцата своји. А бидете секогаш подготвени со кроткост и страхопочит за одговор на секого кој од вас ќе побара сметка за вашата надеж. Имајте чиста совест, та со тоа што ве напаѓаат како злосторници, да се пострамат тие што ве кудат поради вашиот добар живот во Христос. Зашто? Ако и е угодно на Божјата волја, подобро е да страдате правејќи добро, отколку вршејќи зло. И го прочитав овој цел пасос, тие кои што ги гледате овие наши проповеди на интернет, пасот кој што можеби таму е спомнате всушност 1 Петрова 3 глава 13 до 17 стих, јас ова го проширив со 8 до 12. Зошто? Заради тоа што 8 до 12 стих всушност ни го дава контекстот на овие стихови кои што следат. И ние мораме да разбереме една работа. Дека овие заедници, овие христијани кои што се распрснати, кои што апостол Петар ги квалификува како распрснати, оние кои што всушност живеат како раселени лица, оние кои што во суштинска смисла, иако со метафорички јазик изразено, живеат на оваа земја, живеат во одредени културни контексти, ама не се наоѓаат, не се дома во тие културни контексти. Значи, се извинувам, Петар не зборува само за географска некаква дислокација, дека некој живееле на едно место па се преселиле на друго. Туку зборува за суштинска дистанца, тоа што го зборувавме минатиот пат, суштинска дистанца од културата во која што се наоѓаат. Не гетоизација, ама суштинска дистанца која што произлегува од идентитетот. И токму кога овие заедници, кога овие христијани почнуваат да го живеат својот живот со Христос и за Христос, тие добиваат еден одговор од културата која што ги опружува, кој што не е нималку лесен. Напротив, трпат зло, трпат, тука јасно се кажува, навреди, значи трпат одредени нешта кои што се дефинитивно секојдневен притисок кој што културата околу нив го врши врз самите христијани. И видете, значи, мислам дека оваа ситуација, зошто 1 Петрова ние заедно ја проучуваме, зошто сакаме да ги слушнеме овие зборови, е всушност заради тоа што верувам дека во најголем дел луѓето кои што живеат со Христос денес нема да доживеат оние директни напади и директни прогонства, иако знаеме, да кажеме, во моментов на Блискиот Исток или во делови од Африка, делови од Азија, има такви директни прогонства каде што луѓето се мачени физички и убивани. Сепак најголемиот дел од христијаните денес живее во еден ваков контекст, во кој што не е пожелно и не е добре дојдено да бидеш христијанин. И јас верувам дека ако ти си христијанин недела дена или ако си христијанин месец или не знам 2-3 години, дека ти можеш да ми кажеш и можеш на сите нас овде собрани да ни кажеш 1-2-5 истории во кои што ти си бил во ваква една ситуација, си чувствувал еден ваков притисок заради тоа што заради културата околу себе. И јас се сеќам на неколку разговори, сеќам на ситуација од мојот живот во кој што ова нешто, ваквиот притисок бил многу изразен и ваквиот притисок бил тежок за носење. Значи, ова што Петар го пишува всушност е повик да се живее вера која што е делотворна, не во некаква идеална средина, не во некаква, не знам, хајди средина, нели, цвеќињата мирисат прекрасно, кравата дава млеко, се е супер, туку ова се многу реални зборови за христијани кои што сакаат да живеат реален христијански живот во реален контекст. Во средна школа, во основна школа, на факултет, не знам, во некаква бизнис сфера, на естрада, во некои други контексти во кои што и нема да бидеш прифатен, нема да биде прифатени веднаш онака со расширени раце и со премногу аплаузи. И оно што Петар сака да им го даде и оно што сакаме денеска да го зборуваме всушност во овој момент. И мислам дека ова ние сме го доживеале. Во моменти кога ние трпиме ваков притисок,
во моменти кога ние разбираме дека како што откако сме послушни на ова што го вели Павле, Петар, да не враќаме зло за зло и навреда за навреда, ние почнуваме да се чувствуваме безпомошни во контекстите во кои што ние функционираме. Затоа што ќе дојде навреда до нас и луѓето многу брзо ќе разберат дека ние не сме во можност да возвратиме со тие навреди. И за жал, многу често луѓето нема заради тоа да се повлече да кажат леле, многу ни е жал што те навредивме, туку напротив има многу случаи во кои што уште повеќе ќе инсистираат вербално нас да не напаѓаат, не знам, со псовки или со некакви карактеризации кои што се де факто навреди. И кога таквото нешто се искусува, кога луѓето разбираат дека ние од нашиот Бог немаме мандат на зло да вратиме со зло, тогаш како и овие први христијани ние се чувствуваме многу ранливи. И ние си поставуваме прашање како понатаму во нашиот живот. Што понатаму во нашиот живот? Како да го живеам мојот живот верен на Бога во една ваква средина која што очигледно го злоупотребува и врши притисок на тој мој христијански живот и мојот обид реално да го живеам таквиот христијански живот. И во таквите ситуации многу често се наметнуваат два вида на дисфункционалности. Два вида на дисфункционалности на верата, за кои што од кој што вечерва ќе зборам само за еден. Кога ние сме под таков притисок, кога ние се чувствуваме слаби, кога ние си мислиме дека кога ние едноставно не знаеме или не сакаме да се справиме со ваква една ситуација, тогаш многу често за жал или се определуваме да бидеме мрзливи и влегуваме во една дисфункционалност на верата, во една неделотворност на верата, која што произлегува од мрзливост, и ќе ви кажам што се подразбира по тоа, или од друга страна ние влегуваме во некој милитантен модус на живење како христијани и сега ние викаме ако има притисок врз нас, ние уште повеќе ќе правиме притисок во секоја сфера, затоа што тоа е единствениот излез. Тоа е единствениот начин како ние можеме да се одбраниме во даден контекст. Таа наметливост, значи не зборувам за една здрава дистанца која што ние како луѓе треба да ја правиме во однос на други луѓе, туку зборувам за моменти во кои што ние не само што зборуваме за Бог и сакаме да им кажеме на луѓето да ги повикаме да станат христијани, туку тоа го правиме на многу драстичен начин, на милитантен начин. Начин на кој што речиси, како да кажам, луѓето се чувствуваат дека ако ние немаме прилика тоа да го споделиме со нив, дека повеќе нема тука да има никаков однос и никакво пријателство. Значи, личиме, како да кажем, на луѓе кои што се реално религиозни фанатици од оној најлош вид. И сакам оваа вечер да позборувам за карактеристиките на таа мрзлива вера, на неделотворноста на мрзливата вера. Повторно ќе кажам, не за луѓето што се наоѓаат во моментов на други места или не се со нас, туку за нас, за мене и за тебе, тие кои што сме тука, затоа што многу лесно ние можеме да навлеземе во ваква неделотворност. Прво нешто е всушност дека мрзливата вера, вака како да кажем, во една целосна слика, се карактеризира со избор на скратени патишта, на претопување и на нерелевантност. Скратени патишта наместо верност и истреност и претопување, ќе видиме во кој смисол, и нерелевантност, кој што веднаш како симптоми ни посочува дека можеби ние живееме во една таква вера. Мрзлива вера, тоа го кажа, значи мрзлива вера под број 1 грев и скратени патишта наместо истреност и верност. Ќе спомнам тука една сфера која што за жал и во нашава држава наведе голем број на луѓе на брзи инстант решенија, а тоа е финансиската сфера. Луѓе кои што понесени од преголема желба да го унапредат својот статус по скратен пат, влегоа во финансиски дубиози, влегоа во некакви, како да кажам, кредити или што и да се, кои што го стопија нивниот животот на нивното семејство, и многу од тие луѓе кои што можеби имале перспектива, бизнис перспектива, да почнат да работат, можеби да одат чекор по чекор во својот бизнис, сакале да скратат 5 години раст од бизнисот или 10 години раст од бизнисот, и после некое време
се доживува еден колапс. И тоа не е само финансиски колапс, туку тоа е колапс кој што за жал го чувствува поединецот кој што се одлучил на вакви чекори, семејството, значи поширок круг на луѓе на вработени. И за жал, ние мораме да имаме на ум едно нешто, дека од таа желба за брзи пари, за брзо збогатување, за брзо да дојдеме брзо до пари. Ние како релативно мала земја имаме 1 милиарда евра долг од физички лица кон банки. 1 милиарда долг од физички лица кон банки. И не знам дали сигурно сте имале прилика кога застанеш на шалтер и чекаш нешто да завршиш работа, да платиш, не знам, вода, струја, ако си добар домаќин. Речи си секогаш има или многу често има некој човек, значи маж или жена кој што таму викаат: ве молам, ратата не можам да, значи ве молам, ратата ми касни и не можам да, има ли начин тоа да се пролонгира, има ли начин. И тоа се многу емотивни разговори заради тоа што нивниот живот виси на конец, ако можам така да се изразам. Значи некое семејство од таа една рата, ја за жал знам од прва рака семејства кои што за тие заради кредити или една или две рати, заради понекогаш инстант барање на решение, изгубиле недвижнини, изгубиле куќа или не знам стан, изгубиле затоа што сакале да направат едно подобрување без да бидат трпеливи во тоа што го имаат и без да исчекорат во рамките на нивните можности. И тука ќе ви кажам на вас, тука ќе се обратам и на оние кои што ги гледаат овие проповеди, имаме доста луѓе, тоа ме охрабрува. Значи имаме како црква нудиме еден материјал кој што навистина добар материјал, се вика Рамнотежа, и може да не побарате преку нашиот вебсайт, да ни пишете и да ве вклучиме во следната група кој што се базира на овој материјал Рамнотежа, кој што всушност зборува за остварување на една финансиски баланс во нашите животи. Значи тоа е многу битен и за жал мислам дека ќе биде се побитен и побитен момент за нас како христијани. Значи тука сум запишал некои други работи, тоа може да биде моќ, значи брз пробив на работно место. Брзите пробиви, значи многу често значат инстант решенија, значат ерозија на нашите морални стандарди и после тоа ратите се отплаќаат за жал во текот на целиот наш живот. Значи секој грев е всушност промашување на целта и многу често скратен пат до нешто кој што Бог сака и онака да ни го даде, ама ние сакаме да го зграбиме пред тоа да ни биде од Бога дадено. Второ нешто, значи ако првиот е поврзан, значи со грев, таа мрзливост на гревот, значи не се сака да се издржи, да се сработи, да се биде со делотворна вера, да се остане таму каде што Бог не сака. Втората компонента на мрзлива вера е всушност претопување во мали или големи системи, односно под мали подразбирам во наши околности едно друштво во кое што ти функционираш, или големи системи претопување во една, не знам, институција или компанија која што функционира на определен начин. И ова е многу сериозен момент. Ќе ви кажам, од мојата пасторска пракса многу често имаме еден, да го наречам циклус, а тоа е можеби некој нема работа и сака да добие добра работа, и кога ќе добие добра работа или работа надвор, она работа од соништата, многу често, верувајте ми, многу често луѓето се одат од Бог заради динамика која што сакам сега да ја опишам и заради за кој што сакам да зборувам. Претопување во мали и во големи системи, наместо трансформирање на тие системи. Што тоа значи? Ние влегуваме во некој нов контекст, ние влегуваме во контакт со некоја нова група на луѓе, значи ние влегуваме во некои нови меѓучовечки односи, и ние после некое време разбираме дека во овој круг на луѓе дека овој круг на луѓе функционираат на одреден начин, има работи кои што се вреднуваат, има работи кои што не се вреднуваат, значи дека тие имаат еден вредносен систем според кој што тие всушност се евалуираат и себе си и нивните односи и светот во кој што живеат. Тоа може да биде, пак ќе кажам, друштво во кој што ние би сакале да се наметнеме, значи тоа може би се, не знам, луѓе за кои што сметаме дека по статус се може би оддалечени од нас, или може би некоја компанија за која што во Македонија се смета дека ако се вработам во таа компанија, тоа ќе биде, значи, рај на земјата, сите проблеми мои ќе си отидат. И во таков, кога ќе влеземе во еден таков систем, ние многу брзо ќе разбереме дека таквите системи во голема мера немаат исти светоглед како што е Божјиот, како што е христијанскиот светоглед.
Многу често всушност ќе го разбереме сосема спротивното, дека тие не функционираат според христијанскиот светоглед. И тогаш се јавува големо прашање. Ние имаме, било кој од нас, имаме две опции. Значи, или да се претопиме во овој систем, не сакајќи да вложиме труд да живееме нашата вера реално во тие реални околности, или пак да бидеме да се одлучиме свесно или несвесно за една неделотворна вера која што нема ништо да значи ниту за нас, ниту за тој нов контекст во кој што нас Бог не поставува. И ќе ви кажам еден симптом на ваквото однесување, значи на ваквиот, како да го наречам, на ваквата капитулација пред некој систем, значи без разлика дали станува збор за твои другари и другарки или станува збор за некои твои колеги и колешки, без разлика дали е тоа мал или голем систем, без разлика. Капитулацијата се гледа, еден симптом за мене е секогаш многу важен во ваквата капитулација. Кога ќе влеземе во една ваква игра, ние ќе настојуваме луѓето од едниот систем никогаш да не се сретнат или да немаат никаков контакт со луѓето од нашиот систем кој што ние го нарекуваме црква. Тоа се паралелни светови. Тоа е подвоеност на живење во кој што ние сме изградиле толку голем ров, толку голем јаз, со надеж дека никогаш овие два света нема да можат да се сретнат. Што тоа значи? Тоа значи дека ние ќе функционираме подвоено. Тоа значи дека во едниот контекст каде што, да кажеме, ние работиме или каде што ние сакаме да функционираме во рамките на некое друштво, ние ќе бидеме една личност со еден начин на комуникација, со еден идентитет, со еден начин на себе потврдување, и од друга страна ние можеме да бидеме дел од црква и да доаѓаме во црква и да викаме амин на проповедите или алелуја и да плескаме на песните. И тоа, тие две нешта да никогаш да не се поврзат во едно и никогаш да не станат еден интегриран човечки живот. И оно што Петар нас не го кажува, оно што Петар нас не потсетува всушност, дека тоа многу често се случува, оваа динамика се случува, заради тоа што ние реално ставаме вредности за кои што ние тврдиме дека сме ги оставиле, се со цел да влеземе во една, ја нарекол, индивидуалистичка сторија, наратива, во кој што нашиот личен успех и нашиот личен контекст се става на прво место. И ова се многу реални моменти, и ова се моменти во кои што, повторно ќе кажам, значителен број на луѓе, овде во Скопје, значителен број на луѓе од тие кои што се христијани и кои што ги познавам, функционираат. И тоа се тие моменти во кои што не постои допирна точка и постои едно христијанство за кое што јас ќе кажам најискрено е ужасно досадно. Христијанство кое што мене ми личи на христијанство на две фирми. Идеш у недела вечер и ќе се чукнеш картичката, Боже, тука сум, чисто да знаеш, саат време, саат и нешто ќе одвојам, и утре ден така идеш на работа и таму ќе чукнеш некаква картичка. Ама црквата не функционира така и тој повик наш, значи воопшто нема врска со такво функционирање. Како што вика 12 стих, излезот на оваа криза, излезот од ваков начин на живот е поставување на едно прашање кое што всушност Петар им го поставува на овие христијани. А тоа е следново. Вика, нека одбегнува зло и нека прави добро, нека бара мир и нека се стреми кон него. Значи тоа се упатствата до нас како христијани. Слушнете добро, бидејќи очите на Господ се вперени кон праведните. Очите на Господ. И оно што е многу важно во нашиот живот е искрено да си поставиме прашање пред чии очи ние го живееме нашиот живот. Дали оно што нас суштински ни е важно е всушност дали се тоа Божите очи, метафорички земено, оно што Бог го гледа во нас и оно што Бог го сака од нас, или пак ние реално живееме можеби за очите на некои други луѓе, чии што светоглед нема никаква врска со христијанството, или пак можеби живееме само за нашите очи и за оно што ние сакаме да го видиме во нашиот живот. Претопувањето е мрзливост која што не сака да работи и не сака да го повика Бог, да создаде делотворна вера, плодоносна вера во реалниот контекст од мојот и од твојот живот. Има уште еден
уште еден вид, односно уште еден сегмент на ваквата мрзлива вера, за жал многу присутна и за жал морам за себе да кажам, многу често пати ово што ќе спомнам сега знае да биде голема пречка во наша комуникација со еден поширок сегмент на општеството, а тоа е всушност мрзлива вера, вера која што не е применета на нови околности, ниту пак изгледа релевантна за современиот живот. И жално е, за мене лично е жално, дека денес покрај целиот потенцијал кој што го има црквата, покрај сето она што ние го имаме, значи како луѓе. Видете, ќе ви кажам еден само пример. Кога живеев во Ванкувер, кога живеевме во Ванкувер, имаше предавање човекот кој што е раководител на Human Genome Project. Значи тоа е еден од најзначајните проекти во науката денес. Човекот дојде, могу заборев се во моментов името, човекот дојде, одржа предавање, ама ќе ви кажам искрено, мислам дека 99% од луѓето, христијаните, не знаат дека има една ваква поврзаност. И луѓето велат многу често дека кај се христијаните во науката, верувајте ми во едно нешто, ќе се изненадите колку христијани се водечки научници во својата област денес. И ово не го кажам за да кажеме ако веруваш во Господ ти си попаметен од другите, за жал има и такви христијани кои што викаат ако веруваш во Господ, значи сите на некој начин еве ги научниците кои што веруваат во Бог и ако ти веруваш во Бог може ќе станеш научник и ќе бидеш вака паметен како не знам, како кој да е од тие големи научници. Ама тоа не е поентата. Значи поентата ми е дека ние не смееме да бидеме мрзливи и да не размислуваме за импликациите кои што реално се случуваат, импликации кои што се последица на големи откритија во нашето денешно живење. Значи ние не смееме да бидеме тие кои што ќе бегаме тоа, напротив, ако нешто ова ви значи, христијаните, всушност христијанските научници беа оние кои што ја предводеа научната револуција уште од средновековието. Тие митови приказки за црното средновековие во кој што постоја научници и постоеше црква која што сакаше само да ги убива, тоа се во најмала рака, тоа се небулозни и историски неточни тврдења. Да не ви зборувам, значи Кеплер, Тихо Брахе, значи еден куп луѓе кои што биле христијани и кои што заради тоа што верувале дека крајната реалност на се што постои е рационален Бог, нив ги довела до заклучок дека што ме таков Бог рационален, значи не е некој хировит, тие велат, ние тогаш имаме право, имаме обврска тој Бог да го истражуваме тоа негово создание затоа што е рационално, затоа што има закономерност. Ме разбирате? Зошто? Затоа што ако ти веруваш дека се е хаос, дека веројатно се што постои е произлегува од хаос и ќе се врати во хаос, нема нека поголема за мене мотивација освен во тој момент да се откриат закономерности за истражување на ваквите нешта. Вера која што не е примената на нови околности, ниту пак изгледа релевантна за современиот живот, се карактеризира под еден, ќе ви кажам, и апел, пасторски апел. Значи, ја многу ретко апелирам до вас, ама морам ова да апелирам. Тоа се бескрајни и небитни теолошки дискусии. И ќе кажам едно нешто, особено бескрајни и небитни теолошки дискусии на Фејсбук. Бегајте и бегајте. Значи, кога ќе видите такво нешто, кога ќе видите дискусија од типот колку ангели може да застанат на врв на игла, значи бегајте и бегајте. И мислам дека голема енергија во христијанството се троши на еден ваков сегмент на небитни дискусии. Знаете што? Се троши на прашања кои што биле можеби релевантни пред 500 години, пред 800 години и кои што можеби само по нека бледа импликација имаат врска со нас и со сегашноста денес. И за жал ние упорно ги држиме, значи тие бескрајни и небитни дискусии кои што, па ќе кажам, многу често се всушност и не библиски. И уште во најраната црква, Павле таму во првата Тимотеева ги укорува христијаните затоа што они мислат дека христијанството е зборување за некакви митови, за некакви концепти кои што нема никаква врска со реалниот свет. И Павле вика стоп со тоа. Зошто? Затоа што тоа е неделотворно. Никој нема корист од таквите празни моабети, кои што се теолошки во наводници. Немаат врска ни со теологија, ни со импликациите од неа.
знак за една мрзлива вера, значи знак за моја твоја вера, дека е мрзлива во овој сегмент, знак дека ние всушност не сме ги засукале доволно нашите ракави, за да се фатиме во костец со овие современи нешта, е всушност карактерот наш, односно нашиот идентитет всушност почнува да биде идентитет на некое друго време. Ние имаме повторно, морам да кажам, и денеска христијани кои што сметаат дека патот напред за христијанството денес е ние да се вратиме во некои форми на цркви или начини на не знам, на славење на Бог кои што постоеле пред 300, пред 400, пред 1000 години, пред 1500 години. Значи тоа е некој идентитет кој што на некој начин нема, речиси, никаква врска со денешницата. Зошто? Зашто не разбира дека ние сме повикани да ги проучуваме тие нешта, тие историски феномени, тие начини на дискурс со проблемите во дадено историско време, само за да ги уште дозавратиме повеќе ракавите и да се прашаме што тие нешта значат за мене и за тебе денес. А не ние да се замрзнеме во некој историско време, со тоа што ние ќе кажеме дека времето на реформацијата било златното доба или времето, не знам, на црквените оци е златото доба, и со тоа што ние треба да направиме е да изгледаме, да живееме, да се храниме и се да правиме како луѓето во времето на кое што ние му даваме ваква една речиси канонска функција. Такво нешто во Библијата не постои. Оно што ние треба да го учиме, оно што на што сме ние повикани е всушност момент во кој што ние треба таа вера која што велиме дека имаме во Бог, да се научиме да живееме во нови околности и релевантно. Верата која што е мрзлива од овој карактер има поинаков јазик. И мислам дека многу добро знаете на што мислам. Некои луѓе мислат дека врвот на христијанската комуникација е зборување со стихови. Значи, ако ти само стихови употребуваш и се што се случува, значи, што гледаш фудбалска утакмица и имаш стих за некој промашен напад, тамо викаш промашени се патиштата на оние кои што него почитуваат Господ, онда тука тоа е еден сериозен проблем. Значи, тоа е еден многу сериозен проблем. И тоа значи дека многу често, јас сум од такви разговори, значи многу често затоа што идентитетот е замрзнат во некое минато време, нас ни се пласираат проблеми, нас ни се пласираат дилеми кои што се од тоа друго време ни се наметнуваат проблеми и ни се нудат решенија. Ни се наметнуваат проблеми кои што не ни требаат, пошто доволно си имаме наши проблеми во нашето современие, за некој мене кажува дали ти знаеш што правеше црквата во 13 век, стварно не знам. Мислам дека тогаш не знам што постоеше од тоа што ја денеска го знам во тоа време, и дали знаеш дека всушност нели дека тоа е многу важно и многу битно, и тоа значи дека таквиот начин на градење на идентитет неминуно ќе има во нашата јазична сфера, ќе има реперкусии. И знаете што? Бидете храбри кога зборувате за Бог, кога ние сведочиме, кога сакате да им кажете на луѓето колку Бог вас ви значи, што Бог направил за вас, како Бог може би го променил нашиот живот, како Бог функционира во нашиот живот, треба да бидеме храбри и на тие кои што им зборуваме, откако ќе кажеме, може би, не знам, минута, 2, 5, 15, пола сат, да застанеме и да кажеме дали ти мене ме разбра во однос на ова што јас тебе ти го кажав. Дали реално ме разбра, дали ово што јас ти го комуницирам има прво, значи дали ти го разбираш, не дали се согласуваш или не се согласуваш, туку суштински дали ти мене ме разбираш кога јас те зборувам за Бог. Зашто ние знаеме од наш природен начин на комуникација да влеземе во некој христијанизиран начин на комуникација кој што едноставно луѓето не го разбираат. И тие не го отфрлаат Бог, туку тие го отфрлаат таквиот наш начин на комуникација заради тоа што не го разбираат. Не разбираат луѓе на улица, а ако сакате ова да го провериме, можеме да излеземе сите ние тука надвор на улица и да кажеме: граѓани на Скопје, ве повикуваме да примите простување на вашите гревови преку миење во крвта на јагнето. Се тоа што го кажав е библиски јазик кој што се употребува во Библијата и кој што е многу значен за ние да разбереме што Бог направил, Исус направил за нас. Ама ние мораме да разбереме дека луѓето денес, значи тоа е така
имам повеќе показатели, луѓето денес во Скопје се длабоко во една постхристијанска фаза. И немаат дури, за жал, ни основни концепти за Бог, имаат многу детални концепти за тоа, кои што се базираат на суеверие, кои што се базираат на тоа кај треба да се остави што и во кој ден и кога треба да се готви и кога не треба да се готви. Значи, сите тие моменти на суеверие реално, ама концепт за тоа кој е библискиот Бог, знаење за тоа кој е Бог и што тој всушност создал, што се случило со созданието и кое е Божјото решение, значи низ годините, немаат концепт. Сега, има тука два начина. Имам мои пријатели кои што ми викаат така е и ние треба цврсто да стоиме некаде таму на некакви облаци и да им викаме ти кога ќе ги прочиташ веројатно сите книги што јас сум ги читал и ќе сватиш сите работи што тогаш ќе можеме да разбереме. А луѓето од денешна култура викаат, знаеш што, ја имам 15 минути за овој муавет. Ако можеш ти тоа да ми направиш некој даунлоуд, брз некој, па да го разберам, можеби ќе се согласам. Ама во принцип, луѓето денес немаат време. И ние можеме вака да кажеме. Ние можеме да кажеме вака. Ние ќе чекаме цела култура да се промени, за да не разбере, или ние можеме да направиме нешто што од секогаш го правил Божјиот народ и црквата, а тоа е да се прашаме кој е нашиот идентитет, разбирајќи го нашиот идентитет, ние да бидеме во ситуација да го преведеме во нови концепти, нови категории и при тоа да останеме верни на пораката на Библијата и она што Бог ни го дава, ама тоа да го изразиме на еден поинаков начин. Ако сакате да видите како тоа изгледало во пракса, прочитате Дела апостолски 17 глава, ќе прочитате една проповед од Павле, која што ако ја читаме изолирано, ќе си речете дали ова реално проповед на Павле? И ако ги проучувате проповедите на Павле во Дела апостолски, ќе видите дека тој има еден пристап кога тој се наоѓа во синагога и помеѓу неговите сонародници евреи, и дека има сосема поинаков пристап кога се наоѓа на Ареопагот во Атина и кога зборува на луѓе кои што се филозофски ориентирани. Павле можеше да дојде и да им каже вака: јас книгата која што ќе ја користам во моето излагање е втушто Стариот Завет. Ќе ви оставам неколку примероци од таа книга, па кога вие ќе ги прочитате и проучите, јас ќе се вратам и тоа ќе може да правиме муавет. Тоа ќе беше прво надмено и тоа ќе беше некорисно во еден таков контекст. Тоа што Павле го направи следново, знаејќи како тие размислуваат, знаејќи како тие размислуваат за светот, за себе си, за оно што е околу нив, Павле зборува токму користејќи нивни поети и користејќи нивни мислители и со тоа гради мост за да им ја пренесе пораката на Бог, кој што е создател и кој што суштински се открива во смртта и во воскресението на Исус Христос. Значи, тоа се тие моменти, една успешна таква историски гледано успешна контекстуализација, всушност контекстуализацијата која што имаат направено така наречените рани црквени отци. Тоа се црквените отци или светители од раниот период на црквата, што тие имаат направено и зошто се тие често пати енигма за нас. Тие живејќи во една хеленска култура, ја зимаат оваа порака која што е суштински еврејска и функционира во рамки на една еврејска парадигма на промислување и ја преведуваат на јазик кој што е близок на таа култура во која што тие живеат. И мене ми е чудно како денес ние наместо да го научиме тој процес на контекстуализација, наместо ние да повториме, да ги засукаме ракавите како овие рани црквени отци кои што си и како засука ракавите и го преведува, ако можам да кажам, евангелието од еврејско да биде разбирливо за таа нивна хеленска или источно медитеранска култура, ние мислиме дека ако ги повторуваме нивните зборови, ќе бидеме исто толку ефективни во контекстуализацијата како што биле тие. И тоа е тотално различити пристап. Уште три елементи на делотворна вера. И после ќе можеме да се одмориме. Верата е делотворна кога ги има овие неколку елементи. Прво, кога ние веруваме, кога јас и ти велиме верувам во Бог, поверував во Бог, го примив Исус Христос, ние имаме и израз го примив Исус Христос во моето срце, и да не забораваме дека тоа е повторно метафора, дека тоа значи дека Исус станува дел од суштината на нашиот живот и на нашето постоење. Не дека сме биле на кардиологија, па таму имало имплант Исусов во нашето срце.
првиот момент е, значи, таквиот наш чекор не поставува на пат. И оно што е многу интересна работа е дека првиот назив за христијаните не е христијани, туку луѓето на книгата и луѓето на патот. Оние кои што се на пат, значи оние кои што следат нешто, оние кои што имаат зацртано живот пред нив. Кога ние ја прифаќаме верата, кога ние исповедаме дека веруваме, Бог нас не прифаќа и таквиот пат започнува нешто што за мене беше отсекогаш многу, не сам најдобрата вест, а тоа е дека почнува еден нов живот со нов идентитет и со нов исход. Значи од една можеби хаотичност која што е очигледна во човекото постоење, Бог дава почеток и те трасира на пат кој што ќе заврши со него во вечноста. И јас се надевам дека никој од нас нема да пропушти прилика, нема да пропушти шанса да биде на тој пат, трасиран од Бога, кој што ќе не донесе до вечноста. Втора работа, многу важна работа, значи прво не поставува на пат, кога е делотворна верата, не поставува на пат. Значи ние не сме дезориентирани, туку имаме насока во нашиот живот. Второ нешто, не води по патот. Што тоа значи? Тоа значи дека оваа Библија, заедницата и водството на Светиот Дух ни се дадени на нас за ние да знаеме кои патеки, кои одлуки во нашиот живот се добри и не носат поблиску до Бог и до она што Бог го бара од нас, а кои насоки, значи кои свртувања се едноставно влегување во некаква слепа улица или тунел. Значи ние не сме само оставени да имаме насока, туку на секоја делница на нашиот пат ние примаме водство од Библијата, од црквата, од заедницата и од Светиот Дух. И трето нешто кое што не е ништо помалку од овие претходни две, а тоа е кога јас и ти сме на тој пат и кога сме дел од Божиот народ, кога значи живееме со Бог, верата која што е делотворна, која што реално функционира во нашите животи, која што е живеена во реални контексти и со нови предизвици и е релевантна заради тоа за луѓето со кои што ние се дружиме или работиме, тоа е вера која што му дава смисол, ни дава смисол на додека ние чекориме по патот. Основното прашање во овој контекст е следно. Кога ние сме пред некаква одлука, кога ние сакаме лево или десно, прво прашање што треба да си го поставиме следно. Дали тоа што го правиме е во согласно со Божјата сторија и вредностите кои што нас ни се дадени од Бога? Тоа е основно прашање. И понекогаш ние сакаме да добиеме можеби оние special effects од Бога и да видиме ангел да ни се објави и да има некои драматики и тоа се интересни моменти ако некој ги доживее, ама суштински, значи во самата Библија, во животот во заедницата и во она што Бог го дава како водство, ние всушност треба да почнеме со ова прашање. Каде, односно, дали тоа што го правам, дали овој мој следен чекор е реално во согласно со Божјата сторија? Заради тоа што, ако верата, како што вели апостол Јаков, пријателот на апостол Петар, апостол Јаков го вели следново, дека верата која што нема дела, верата која што не е делотворна, не е само без корист. Верата која што не се живее во полнота, верата која што не започнува со овој 15 стих од 3 глава на 1 Петрова, кој што вели: почитувајте го Бога како Господ, како Господар на секој дел од нашиот живот. Ако нема таква вера, тогаш таа вера сама по себе е мртва. Значи, верата која што нема исход, која што не е плодоносна, е всушност мртва. И на крај сакам да завршам со неколку прашања, а тоа е: за чии очи ние го живееме нашиот живот? Кој е тој кој што ние го сметаме, или што е тоа кој што ние го сметаме како главен верификатор на успешноста или на неуспешноста во нашиот живот? Дали сме тоа можда ние самите, или некој од тие системи, некој наше друштво или наша фирма, компанија во која што функционираме, или реално тоа го правиме живеејќи пред очите на Божји? Односно, сакаме да гледаме на нашиот живот низ исти онакви леки низ кои што Бог нас не гледа. Кој реално, ако можам да го преформулирам прашањето, кој реално го води нашиот живот? Кој реално ги води нашите одлуки? Кој реално, што е тоа што е патот пред нас, од кој што по кој што ние чекориме? И мислам дека главен предизвик
Денес барем во ова наше општество, значи не е тоа изразито прогонство, не е се тие моменти на мачеништво во кои што ние би биле физички малтретирани или дури убивани. Еден од главните предизвици ќе биде од ваква мрзлива, неделотворна вера, која што често пати ќе ни се пласира и која што ќе биде многу лесно, затоа што не бара напор од мене и од тебе. Ќе ни биде сервирана и ќе си викаме, знаеш што, па полесно е вака, ај барем еднашка да го скратам патот. Тука сме ние мајстори за скратување на пат. Сигурно сте приметили, кога има еден тревник кој што е во облик на квадрат, ќе видите патчиња од многу луѓе кои што веќе ги истапкале во рамките на самиот тревник. Тоа се ти мали полукругчиња или ни средина или каде иде, само да не се изгубат тие драгоцени 4 секунди, затоа што без тив нашиот живот едноставно пропаѓа. И мислам дека во еден таков контекст ние треба да бараме да живееме со таква делотворна вера и во исто време. И ова е најдобрата вест. Ова е милоста Божја за која што сакам да зборувам. Дека ако денес не живееме во таква една активна вера, делотворна, плодоносна вера, Бог не остава и не заборава, туку денес ни дава можност да се трнеме од патишта кои што не водат до Него, од патишта кои што се слепи улици, да дојдеме повторно до Него и да почнеме да живееме плодоносен живот. Затоа што нашиот Бог не е како нашите мали системи, кои што кога не си им по кејф ке те шутнат, или како компаниите, во кои што ако кажеш збор два поише што никој не, кој што не би требало да се изговори, па веднаш ти врачуваат отказ, нашиот Бог е оној кој што ни се открива како татко, кој што копне по нас, по наше заедништво и сака да ме употреби, сака да те употреби таму каде што се наоѓаш. И нека Бог не биде милостив. Оваа црква, секој еден од нас поединечно, да бидеме луѓе кои што верата ќе живеат во секој контекст. Ќе ги засукаме ракавите, затоа што имаме работа и во нашите животи и во секој еден контекст во кој што ние се наоѓаме. Амин.